Дигиталната сиромаштија е неможност на поединци целосно да комуницираат со онлайн светот. Едни од најголемите фактори кои придонесуваат за зголемување на дигиталната сиромаштија и овозможуваат дигиталниот јаз да се зголемува на континуирана основа се финансиска сиромаштија, што сама по себе предизвикува дигитална сиромаштија, пристап, што може да биде резултат на географска поставеност и недостаток на вештини и образование. Податоците покажуваат дека младите луѓе се свесни за важноста на ИКТ во нивниот живот. Исто така, се свесни за ИКТ како можност за вработување. Но, определени таргет групи не се во можност да си дозволат образование за информатички технологии поради финансиските тешкоти. Намалувањето на дигиталната сиромаштија ја наметнува потребата од активности кои ќе им овозможат на младите луѓе, вклучително и на загрозените, да имаат пристап до информатички и комуникацијски технологии, истите да ги користат. Дигиталниот јаз е јазот кој постои помеѓу лицата кои имаат и лицата кои немаат пристап, вештини и свест за ефективно делување на интернет. Стекнувањето на вештини за работење со ИКТ, односно дигитални вештини потребни за иновации и развој се важен предуслов за развојот на дигиталното општество. Ваквата стратегија е особено важна за младите луѓе кои би имале најголема корист од употребата на ИКТ, бидејќи на најдобар можен начин би уживале во придобивките кои ги нуди ИКТ технологијата. Нашиот проект за солидарност е во директна корелација со целите и принципите на Европскиот солидарен корпус, бидејќи овозможува единство при справувањето со предизвикот на дигиталната сиромаштија. Младите се подготвени да помогнат во учењето на дигитални вештини на оние млади луѓе кои не може да си дозволат да се вклучат во формално образование за ИКТ. Проектот вклучи две групи на млади луѓе, и тоа млади луѓе од 18 до 29 години кои имаат формално образование од областа на информатичките науки и млади луѓе од ранливи категории на возраст од 13 до 29 години кои немаат можност да се стекнат со образование од информатичките науки. Ваквата поставеност на целната група овозможува да се пренесе знаењето, како и да се размени знаењето меѓу младите, а од друга страна ќе им овозможи поголема конкурентност на пазарот на труд. Младите преземаат иницијатива на пренесување на знаење и развој на дигитални вештини кај млади од ранливи категории на граѓани, што овозможува поддршка на локалната заедница во борбата со невработеноста преку неформално образование за ИКТ, но и дигитална инклузија на младите од ранливи категории. Јас сум Катерина Трајчевска и сум студент на Факултетот за информатички науки и комуникацијски технологии во Битола. Сум 4-та година, активно се занимавам со програмирање, поточно сум фулстак девелопер. На ова обука, односно на овој проект за намалување на дигиталната сиромаштија, целна група беа учесници од 13 до 29 години, кои што не се во можност поради финансиски причини да посетуваат некој од тие курсеви. На овој проект научивме, односно со помош наша, учесниците научија како да користат Canva, како да пишуваат формален мејл, како да си го напишат нивното CV. Потоа научија исто така да прават веб страни со користење на Weebly и како да пишуваат мотивационо писмо. Волонтерскиот тим, составен од Катерина Трајчевска, Андреја Најдовска, Ферзија Sanoска, Мелиса Комина и Алмине Мрулов, ги спроведи следните активности. Месечни состаноци за мониторинг, планирање, евалуација на спроведените активности и самоевалуација на стекнатите и подобрените вештини од страна на волонтерскиот тим со помош на нашиот тренер. Идентификување на нивото на знаење за информатика на млади луѓе од ранливи категории, состанок со засегнати страни, професори и студенти од ФИК, мотивацијски ден
и промоција на проектот за привлекување на учесници, креирање на група на учесници, план на активности со работилници од областа на дигиталните вештини, завршен настан и дисеминација. Јас сум Анастасија Мицеска, имам 14 години и бев дел од солидарниот проект намалување на дигиталната сиромаштија во Сумнал. Од овој проект научив многу нешта кои што е важни за нашата иднина. Како најважен дел би го издвоила креирањето на CV, кое во иднина ќе ни служи за вработување. Исто така имавме и други активности со дигитални вештини, како што е употреба на Canva, Weebly, Gmail и слично. Јас на сите им препорачувам да бидат дел од Сумнал, бидејќи ќе научат многу корисни нешта кои им ќе служат во иднина. Јас сум Серџо Бајрамов. Имам 14 години и бев дел од солидарниот проект на Сумнал. Како учесник научев многу работи кои што ќе ни требаат во иднина, како што е креирањето на CV за работа, научивме и како да работиме со Canva. А во денешното дигитално време ни треба такви вештини. Исто така научив како да си отворам сметка на Google и да испраќам мејлови. Исто така научив дека сите сме исти и заслужуваме еднакви шанси на напредок без разлика на национална припадност или економски статус. Би сакал да има повеќе вакви активности во иднина и им препорачувам на сите млади да учествуваат. Јас сум Божица Тодоровска, имам 14 години и бев дел од солидарниот проект. Јас во овој проект научив многу нешта кои се важни за мојата иднина. Како учесник научив многу работи, како што се креирање на CV за работа, дизајн со Canva, работа со Weblink и Trello и други дигитални вештини, кои во денешно време многу ни се корисни за нас сите. Им препорачувам да се вклучуваат во вакви проекти, бидејќи им се корисни за во иднина. Јас сум Мисела Решидовска и имам 16 години. Активностите од проектот беа навистина одлични, а најголем впечаток ми оставија креирањето на CV за работа и алатката Canva, кој имав можност да им ги презентирам на моите соученици и професори на училиште. Им препорачувам на сите кои не може да ги дозволат да платат вакви обуки, да се вклучуваат во вакви проекти, бидејќи само така ќе бидат во чекор со другите. Исто така се надевам дека во иднина ќе има повеќе вакви проекти. Јас сум Андреја Најдовска, имам 22 години и сум студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Исто така сум и практикант во фирмата Јавен Адвертајзинг, каде што се занимавам со програмирање и сум обучувач по англиски јазик. Сум била дел од повеќе обуки и проекти, но овој ми остави најголем впечаток. Идејата за овој 6-месечен солидарен проект се доби од учество на ланска обука, каде што видовме дека на младите со помалку можности, особено на ромите, им требаат дополнителни знаења од областа на дигиталните технологии и можности за да ги стекнат. Сметам дека овој солидарен проект беше одличен за учење на нови алатки и софтвери, кои што ќе им бидат од голема корист на учесниците во иднина. Соработката со тимот и Сумнал беше одлична. Учесниците научија многу корисни дигитални вештини, ама и ние од тимот исто така научивме нови работи и си ги подобривме веќе постоечките вештини. Им препорачувам на сите оние кои што се заинтересирани во иднина да се пријавуваат и да волонтират во вакви проекти, бидејќи има што да се научи, а и воедно да се помогне на оние кои што им потребно. Стегнатите знаења и вештини сигурно ќе им бидат во корист од иднина. Проектот овозможи отварање на бројни можности кај младите од ранливи категории да се стекнат со нови и иновативни знаења кои ќе им овозможат да се интегрираат во современите текови на живење. Исто така, проектот е во директна корелација со демократските вредности кои ги поттикнува ЕУ, како и проактивното делување во насока на решавање на предизвици поврзани со младинската невработеност. Солидарниот проект представува значајна основа за неформално учење на младите луѓе. Овој проект негува чувство за преземање иницијатива за решавање на проблемите, активно европско граѓанство, како и поттикнување на претприемачкиот дух. Преку реализацијата на овој проект, младите луѓе научија нови вештини и примена на нови технологии, развивајќи ги сопствените капацитети,
изразувајќи ја својата креативност и одговорност за делување, при тоа ја зголемија мотивацијата за учење, самодовербата и автономијата. Ваквите знаења може да им послужат како одлична можност за самовработување.